ефектите се акутни кога се многу големи концентрациите, ние нели ги чувствуваме повеќе, но и кога се пониски, тие ја прават штетата која што нели ја предизвикуваат, како што спомна, во насока на воспаление, кое што иако почнува, да кажам, на момент најголемо на респираторниот епител, бидејќи плуќата, нели, белите дробови се тој орган кој што нели го користиме за дишење, но привлекувајќи инфламаторни клетки, тоа воспаление станува системско и на тој начин, прелевајќи се преку крвоток тие маркери на воспаление, го зголемуваат и самата болест ако пациентот ја има. Дали се работи за хронична обструктивна белодробна болест, дали се работи за астма, дали се работи за пациенти со срцева слабост, дали се работи за пациенти со невролошки заболувања, со ревматолошки заболувања, брите се потикнува на инфламација и се потикнува овој што го викаме, што нарекуваме ние оксидативен стрес. Истовремено е зголемен ризикот од појава на, да кажам, акутни тромботски настани, така да зголемена инциденцијата на појава на срцеви инфаркти, мозочни удари, значи буквално ефектот е на целото човечко здравје. А препорачливо е да посебно луѓето кои што имаат хронични проблеми здравствени од било каква, да кажам, етиологија, не само белодробни, да го избегнуваат временскиот период кога е најзагаден воздухот, да останат дома. Исто така да го избегнуваат она проветрување, што мора да се направи, далеку од дека треба да седиме нели во затворен простор, бидејќи ние ако не проветруваме и ако не внимаваме, имаме исто така и загадување во внатрешниот воздух, таму каде што престојуваме, посебно ако дополнително сме и пушачи